обвинетиот не можеше да присуди на судење, од причина што имаше закажано службен состанок со амбасадата од Кина и така тоа беше неодложно. И затоа го известивме и судот со уреден доказ на таа околност и побаравме да биде термин да се согласиме да биде присутен. Значи во еден случај не го избегнува судењето или намерно да се јави на судење. Наредниот пат ќе дојде, така? Значи, ќе да речи овој пат на наредниот. Кој аргумент ќе го браните вашиот клиент? Значи, аргументите се многу јасни. Прво нема потребност, воопшто нема битие на делото. И воопшто обвинението, така како што е составено, не содржи елементи на тоа кривично дело. Значи, самите наводи во обвинението се спротивни на законот, тоа го порано објаснивме. Значи, сака да му се стави на терет действија кое што не смел да го врши наводно. Во принцип, тој бил должен тоа да го врши, а не дека не смел да го врши, и тоа со докази се појасни. Во однос на неговиот став дека не го почитува овој суд, тоа на 3 март ќе се смени? Значи, нити денес нема таков став дека не го почитува овој суд. Денес беше оправдан одсутен поради средба. Значи, он и изјавивме дека ќе се јави на суд и уредно се јавува со тоа што беше спречен поради службена активност. Ќе барате ли овој случај специјалната обвинителка? Тоа ќе го оставиме да се произнесе специјалната обвинителка, не е тоа да нас